Успешно заврши втората поред спортска манифестација Пролетни денови на училишниот спорт во која учество земаа сите училишта од Штип. Денес истата беше затворена со финалниот надпревар во футсал меѓу Средното општинско училиште Колен Ехтемир и Средното општинско училиште Славчо Стојменски. Во финален меч каде екипата на Средното општинско училиште Славчо Стојменски беше подобра. Општина Штип во соработка со Сојузот на училишен спорт успешно ја реализираше втората поред манифестација Пролетни денови на училишен спорт. Оваа година во Пролетните денови на училишен спорт се натпреварува сите училишта од градот Штип. Во основна конкуренција се натпреварува во одбојка, каде што прво место го освои основното училиште Димитар Влахов, додека во средните училишта се натпреварува во футсал. Денеска го проследивме финалниот надпревар помеѓу гимназијата Славчо Стојменски и СОУ Колен Ехтемир. Победи гимназијата Славчо Стојменски и честитам на победата во оваа Пролетни денови на училишен спорт. Со ова беше затворена оваа сезона, а новата сезона ќе стартува веќе од септември со почетокот на новата учебна година. Претседател на Сојузот на училишниот спорт на Штип Зоран Арсов, Земне телевизија, истакна дека за следната сезона во план се да воведат други спортски дисциплини. Оваа година се натпреваруваме, како што реков, во одбојка и во футсал. Во наредната година ќе гледаме да вметнеме некои други дисциплини, да ги прошириме сите училишта во поголем број на конкуренција, односно футсал, одбојка, ракомет. Сојузот на училишен спорт на Штип оваа година имаше доста активности, беше организатор на 2 државни надпревари во борење и ракомет. Голем број на надпревари во училишниот спорт, а се вкупно се вклучи околу 1000 надпреварувачи во сите конкуренции. Оваа сезона, оваа година Сојузот на училишен спорт имаше доста активности. Организиравме два државни надпревари во борење и во ракомет. Имавме околу 100 надпревари во училишниот спорт, 25 надпревари во Пролетни денови на училишен спорт. Имаме во 6 и 7 одделение исто така околу 30 надпревари. Значи се вкупно се вклучени околу 1000 надпреварувачи во сите конкуренции. Организиравме и 8 надпревари од регионален карактер, каде што сите други училишта се надпреварува во нашето училиште, така да оваа година бевме доста активни со доста големи активности. Денес беа доделени медалите на најдобрите екипи, односно училиште од страна на градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов. Следната сезона ќе започне со почетокот на новата училишна година.